Благодаря. Значи, секој пат еден процес и едно движење може да се наблюдува од формален и од суштински аспект. И доколку ние користиме формална перцепција, а и тоа дека реформите ги правиме за да станеме членка на ЕУ, едно прашање, и другото е дали правиме суштински реформи, па без обзир дали формално сме во ЕУ, суштински да бидеме дел од ЕУ. И мислам дека во последните години во Македонија преовладе овој формалниот пристап, значи да формално ги исполниме критериумите, формално добиеме датум, наместо суштински да кажеме го завршиме нашиот процес, ние суштински сме во ЕУ, како што спомна и ти самиот, наместо 42% GDP per capita од просекот на ЕУ, да сме 70%, а формалната страна ќе оставиме на носителите на политичките функции. И мислам дека тука елитата во Македонија и науката не успеа да го наметне пристапот на суштински реформи, суштински промери. И секои реформи се болни, затоа што тие на краток рок креираат лузери и добитници. На долг рок бенефитите се за сите и очигледно се покажува дека кај нас она што се вели групите кои што бараат екстра добивка или rent-seeking груп се толку јаки што не се овозможува брзо задвижување на реформите кои што ќе донесат поголеми бенефити. И тука, значи, ние сите се сеќаваме 90-те години, кога отпочна трансформацијата, доминираше Вашингтонскиот консензус дека државата е неефикасна по дефиниција, приватниот сектор е ефикасен, тој го генерира растот и затоа државата треба да е што помала, да нема голем број на функции, а приватниот сектор по автоматизам ќе испорача раст. Меѓутоа, финансиската криза 28-2012 година и ковид кризата покажа дека без ефикасна држава, без ефикасни држави и без комбинација на држава и пазар нема образована работна сила, нема вештини, нема иновации, потребна инфраструктура, потребни се ефикасност и во таа комбинација државите кои што тоа успеат да го испорачат, остваруваат економски раст, просперитет и се приближуваат кон Европската унија и овој концепт Европската унија никој пат и не го напушти. Дури и во 90-тите, значи Европската унија од сек пат имаше јавни расходи околу 40 до 50% од брутодомашниот производ. И каква е сега состојбата во Македонија? Ние по финансиската криза и по ковид кризата успеавме на расходната страна да се приближиме приближно на Европската унија 39 до 40% од брутодомашниот производ да трошиме. Меѓутоа, најголемото трошење, околу 70%, се за социјални трансфери и плати. А од друга страна, приходите, јавните приходи и структурата на даночниот систем е посведен така да јавните приходи достигнуваат до 31-33% од брутодомашниот производ најмногу.
И сега, и со проекциите на буџетот и со фискалната стратегија, јавните расходи се проектирани на 38% од бруто домашниот производ, со надеж дека ќе се зголеми ефикасноста на наплата, ќе се сузбие сивата економија преку дигитализација, автоматизација и на тој начин ќе се придвижат и даночниот систем кој е базиран на рамен данок и 10%, ќе стигне и тој до околу 38% од бруто домашниот производ. И во услови кога трансферите се со таква доминантност, прашање е колку има фискалниот сектор простор за поддршка на инфраструктурата, на здравството, на образованието, на иновациите во приватниот сектор, на инфраструктурата и на инструментите за намалувањето на ризиците за приватниот сектор да инвестира, за да имаме повисок економски раст. И од тој аспект, значи, клучно за сето тоа, како што беше и кажено во Европската Унија, се јаките институции. Значи, не може државата да биде ефикасна и да игра улогата преку прераспределба на голем дел од бруто домашниот производ, ако имате слаби институции. Значи, растот на улогата на државата и на јавните расходи е неможно без ефикасни јавни институции или пак, според најновиот Вашингтонски консензус, да функциите на институциите ги аутсорсират на приватни институции. Значи, сега, оно што се најново заговара во услови на вештачка интелигенција, добро, институциите ви се слаби, па тога и укинете ги и наместо нив направите договор со приватна компанија, таа ќе наплатува даноци, таа ќе го води катастарот, таа ќе врши образование, па направите договори со приватни болници, ако не можете веќе ефикасноста да ја зголемите. И за тоа се разбира, треба да се отвори дебата во Македонија, да се постигне консензус, дали сакаме тоа што го имаме да го реформираме и да го направиме ефикасно, што мислам дека нема алтернатива, или пак целосно да што повише да аутсорсирате. И тука ние ко фискален совет дадовме неколку клучни препораки. Значи, првата е секоја јавна мерка која што има економски импликации, кога се поднесува да има пресметка и проценка за буџетските ефекти и придонесот на таа мерка за бенефитот на општеството и на економијата. Второ, за секој позначителен јавен расход да има кост-бенефит анализа. Наградувањето во јавниот сектор да почне да вклучува елементи на merit-based систем, односно за одредени функции на државата, што се мерливи, и за одредени вработени да се поставуваат среднорочни индикатори за работење, како и во приватниот сектор, а во рамките на Министерството за финансии, тоа што го предлагаат и меѓународните институции, што побегува да се воведат две единици. Едната единица е за управување со јавните средства, кое што независно ќе ги проценува и оценува управувањето со јавните средства ЕСЕЦ. Значи, она не е со инвестицијата, туку што е веќе
постојно, и втората е единица за управување со инвестициите. Значи, пресметка на исплативоста, на ефикасноста и исто така да се отвори јавна дебата, дискусија за приоритетите во сферата на јавните инвестиции, ако е можно да се постигне одредено ниво на консензус, барем за клучните приоритети за наредните 5 до 7 години. За јакната транспарентност, редовно објавување на податоци и исто така редовно објавување на фазите во кои што се наоѓаат одредени проекти и пред носење на клучни одлуки во сферата на финансии да се организираат дебати, дискусии со експертски тимови и тие мислења паралелно да се објавуваат со мерката што се предлага. Усогласување, целосно согласување на методологијата на финансиска статистика и од областа на јавните финансии со препораките на Европската Унија и исто така воведување и целосна транспарентност на цврста буџетска дисциплина со јавните предпријатија и локалната самоуправа, каде што голем 90% од предпријатијата работат со загуба. Така да тоа би било сумарно и стоиме на располагање во текот на дискусијата, доколку има одредени прашања и дискусија да ги продискутираме.